Истрагата за трагедијата во Кочани и натаму е во тека. Очекувањата на министерот Тошковски се дека наскоро ќе биде завршена, но не се исклучува можноста и од нејзино дополнително проширување. Министерството за внатрешни работи постапува по добиени насоки и наредби од страна на јавното обвинителство. Се надеваме дека за максимално краток временски период ќе ја затвориме целокупната истрага за да може да се продолжи со останатиот дел од постапката. Со истрагата досега опфатени се над 60 лица кои на некаков начин презеле или не презеле действија и со тоа овозможиле дискотеката непречено да работи повеќе од 10 години, иако не ги исполнувала условите. Обвинителството вели дека има клаузална поврзаност, но дел од правниците предупредуваат дека ова може да доведе до долготраен судски процес со неизвесен крај, како што на пример беше случајот Змејско око, кој имаше над 70 обвинети и траеше повеќе од 17 години. Адвокатот Јанаки Митровски, за да се избегне ова, смета дека треба јасно разграничување на кривичните дела. Гледам проблем кај поставеноста на обвинителството да ги гони сите по член 292, односно тешки дела против општата сигурност, затоа што тоа невозможно, значи не е во која одговорноста, не знам, на обезбедувачот што пуштил малолетници, дали таа фамозна каузална врска или причинско-последична врска ќе се докаже помеѓу евентуалните противправни действија на дел од осомничените со штетните последици. Значи тоа во една кривична постапка мора да се докаже, особено што сите во овој момент ги терети, односно ги сомничи обвинителството за соизвршителство. Во меѓувреме продолжуваат и партиските реакции. Од СДСМ и понатаму обвинуваат за селективност и велат дека се креира вештачки надуван мегапроцес со цел прикривање на директно одговорните за трагедијата. Од ДУИ пак велат дека истрагата за пожарот во Кочани се претвора во пример за правна импровизација и наместо да се бара вистината, се бара начин како некој да се спаси од одговорност. Возвратија од БМР од ДПМН, откаде велат дека за трагедијата уапсени се низа актуелни функционери. Во историјата на Македонија немало акција каде било уапсен актуелен министер, актуелен градоначалник, поранешни градоначалници и министри во исто време. Брутално безобразие е партиите СДС и ДУИ да велат дека има селективна акција и истите тие, чии председатели се товареа со украдени пари. Во меѓувреме дел од осомничените кои беа во ефективен заминаа во домашен притвор, а на дел пак им беа изречени поблаги мерки, меѓу кои на поранешните директори на ДПИ Горан Трајковски и Анита Симеска-Димовска, на кои судот им го замени куќниот притвор со мерки на предпазливост. Во ефективен притвор и натаму остануваат екс-министерот за економија Крешник Бектеши и актуелниот министер без ресор Шабан Салиу, кој во објава на неговиот Facebook профил наведува дека бил притворен без докази и факти само поради тоа што е ром. Ги прашуваме обвинителите и судиите дали доколку бил направен инспекцијскиот надзор за време на неговиот мандат кој траеше од 2017 до 2025, односно после 9 години, немаше да се случи трагедијата. Дали македонскиот правосуден систем е свесен дека намерно создаваат нови жртви, затвораат се што ќе им дојде без докази и факти и уништуваат цели семејства, се наведува во објавата на Facebook профилот на Шабан Салиу.